Започна месец јули 2025. Добра вечер во Дневникот на КТВ. Денеска во Марена, родното место на Блашко Толев, се одбележаа 24 години од неговото загинување како војник во армијата на Република Македонија од страна на албанските терористи. Денес се навршува 24 години од смртта, од загинувањето на војникот во македонската армија Блашко Толев. Роден е на 30 март 1981 година овде во селото Марена. Како припадник на македонската армија загина во војниот конфликт на 1 јули 2001 година на Тетовско кале од минофрлачка граната, испукана од страна на албанските терористи. Толев во октомври 2000 година заминува од Тиквешијата да го отслужи војниот рок во АРМ. Најнапред во Битола, а потоа во Штип. Кога започна војниот конфликт 2001 година, тој активно зема учество во борбите во Тетовско и Кумановско. Блашко Толев е првата жртва од овој крај во конфликтот од 2001 година. Како припадник на редовниот состав на армијата на Република Македонија, на само 20 години го жртвува својот живот за одбраната на татковината. Вечен останува споменот, како и паметникот над неговиот гроб во кавадаречкото село Марена. Постхумно е одликуван со медал за храброст од претседателот на Република Македонија. Нека му е вечна славата. Денес се собравме тука да му одадеме почит на војникот Блашко Толев, кој трагично го загуби животот пред 2001 година. Драг наш Блаже, поминаа 24 години од кога ти изгубивме тебе во борбата со албанските терористи. А ако твоето срце престана да чука, но во нашите срца секогаш ќе чука и секогаш ќе бидеш присутен. Во нас ќе бидеш забележан како добар другар, како добар спортист, како добар соселанец и другар со сите жители на село Марена и во нашата околија. Ќе те паметиме како најсвежо, најдобро дете во нашата општина. Почивај во мир. Во општина Росуман, интензивна комунална изградба. Градоначалникот Стојан Николов во изјава за КТВ информира за проектите кои веќе се реализираат или ќе се започне наскоро со реализација и во останатите населени места. И моментално во Росуман работиме на пополучување на улици со бекатон коцки и веќе сме во завршна фаза со Росуман. Потоа се префрлиме во село Сирково, каде што исто ќе работиме на бекатон, на улица со пополучување со бекатон. Исто така има и во Трстеник, Рибарци и Паликура поставување на бекатон коцки. Очекувам за брзо да биде избран изведувач за главната улица во Манастирец, која што е од влезот на Манастирец па до другиот влез, кој што е навистина голем потек и таму ќе добие целосна реконструкција и главната улица во Манастирец. Ја распишуваме и главната постапка за големата улица, односно главната улица во село Сирково, односно целосна реконструкција на главниот потек во Сирково, од почетокот, од влезот кај Црна река бензинската до игралиштето. Секако очекувам и таа да се реализира до крајот на мандатот, бидејќи ќе распишеме оваа недела. Исто така завршено е целосно бунарот и цел систем за водоснабдување во село Паликура. Наскоро добиваме и приклучок за електрична енергија и со тоа ја пуштаме во функција и новиот водоводен систем во село Паликура. За Росуман, како што кажав и претходно, техничката документација ни е целосно спремна, проектот за водоснабдувањето на Росуман од Крушевица е целосно готов. Бунарите веќе добија дозвола за користење, секако уште останува да се достави комплетна документација до Министерство за животна средина, каде што веќе имаме обезбедено доволно средства за реализација на овој капитален проект, кој што навистина е значаен не само за Росуман, и за Манастирец и за село Рибарци. Така да тие се неколку проекти кои се во моментот активни и кои што очекувам дека за брзо време ќе влезат и во реализација, а дел од нив ќе бидат и реализирани. Исто така поставување на канделабри и ново осветлување на главните улици во Росуман, односно на улицата Пролетерска, Цандо Кузманов, Душан Чирич. Тој потек кој што го работивме заедно со Евана, каде што целата инсталација влезе под земја, електрична инсталација. Така да тие се неколку проекти кои што сега за сега ќе ги работиме. Во четврток подпишуваме договор за грант со Министерство за труд и социјална политика за реконструкција на пензионерскиот дом во Сирково. Односно таму ќе следува целосна реконструкција и таму пензионерите ќе добијат на навистина добро катче каде што ќе можат покрај тоа што да се рекреираат, ќе можат да добијат и целосна
здравствена и превентивна поддршка од страна на невладината организација со која што заедно го добивме тој проект. Така да тоа се неколкуте проекти кои што во моментов работиме, се распишани или се во тек и очекувам се ова да финишираме до крајот на овој мандат. Со голема чест и гордост, карневалската група Пепелашка, драмска група Шекспир при Домот на културата Иван Вазов Климе Кавадарци за прв пат го представи тиквешкиот карневал на меѓународниот карневал во Бела Црква, Србија. Во магична атмосфера, исполнета со бои, музика и традиција, ја раскажавме нашата тиквешка приказна пред публика од цела Европа. Преку костими, движења и символика го преносовме духот на Кавадарци и оставивме впечаток што долго ќе се памети. Овој настап не беше само представа, туку и мост на пријателство, соработка и културна размена. Благодарност до домакините од Бела Црква за топлиот пречек. Пепелашка го запиша своето прво меѓународно карневалско поглавје и тоа блескаво, велат од Домот на културата. Нашата сила е во обединетоста и стабилноста преку зајакнување на односите со нашите соседи и со Европската Унија, преку отворање нови пазари, нови работни места, нови пријателства, отстранување на бариерите за трговија, подобрување на инфраструктурата и зголемување на инвестициите, порача премиерот Христијан Мицковски денеска на отворањето на лидерскиот самит на ЕУ и Западен Балкан, посветен на планот за раст, кој е можност за евалуација на постигнатиот напредок и дефинирање на следните чекори за зајакнување на европската интеграција на регионот. Визијата за Западен Балкан, кој се приближува кон Европската Унија, не со зборови, туку со дела. Со реформи, со резултати, со интеграција што се чувствува во секојдневниот живот на граѓаните. Фактот што сме домакини на овој лидерски самит е важна символична потврда за нашата регионална и европска релевантност. Тоа не е случајност. Тоа е резултат на политичкиот капитал кој го вложивме во стабилноста, реформите и конструктивниот пристап. Ова е признание за улогата што нашата држава ја има во градењето мостови и создавањето решение. На денешните разговори се фокусиравме на реализација на планот за раст на ЕУ за Западен Балкан, кој представува историска шанса за сите нас. Тоа е механизам кој ни овозможува не само пристап до инвестиции и фондови, туку и мотивирачка рамка за напредување на владењето на правото, ефикасноста на институциите и економската конкурентност. За нас овој план не е формалност, тоа е алатка преку која ќе ја трансформираме земјата, ќе ги модернизираме јавните услуги, унапредиме образованието, ќе инвестираме во енергетска и дигитална инфраструктура, ќе ја направиме татковината вистински европски дома, пред да стане формално дел од ЕУ. Но исто така сакам да бидам јасен дека нашите чекори по европскиот пат се со отворено срце и разум, со прифаќање на европските вредности. Меѓутоа се противиме на уцените кои не се дел од тие вредности. Не прифаќаме наметнување под маска на европскиот процес. Европа е дом на правото, на правдата, на достоинството. Тоа се вредностите што ги прифаќаме. Се друго е туѓо за Европската Унија и туѓо за нас. Почитувана комесарка Кос, на овој самит нашата држава влегува како држава со јасна насока. Нашите реформи не се декорација, тие се потреба. И ние нема да чекаме некој да не турка. Ке се движиме самите со сопствена волја, со конкретен план и со јасна визија. Испорачуваме резултати не затоа што тоа некој го бара од нас, туку затоа што тоа го заслужуваат нашите граѓани. Ке продолжиме да ги следиме европските вредности не затоа што тоа ни го наложува некој, туку затоа што тоа е нашиот избор и веруваме во тоа. Нашиот пат, нашата определба. И затоа благодарни сме за поддршката од Европската комисија, но уште повеќе сме решени сами да си помогнеме да ги спроведеме реформите и да ја трансформираме земјата. Со инвестирање, со работа, со доверба во сопствени сили и со партнерство со ЕУ. Ви благодарам за вашата лична поддршка и поддршката на Европската Унија што дава за Западен Балкан.
На 1 септември учениците ќе добијат учебници. Од следната учебна година учениците од основните и средни училишта во Македонија нема да добиваат печатени свидетелства, туку тие ќе бидат достапни исклучиво во електронска форма. Промената веќе е можно да се спроведе и оваа година, но како што најави министерката за образование Весна Јаневска, целосната дигитализација на свидетелствата ќе започне во 2026 година. После многу години, мислам дека се 6, ќе има прв пат учебници за странски јазици. Учебниците за пониските оделенија веќе се во печат. Останува да го довршиме процесот за 7 оделение и за 1 клас гимназија. Малку поопширно ви одговарам, но да, на 1 септември ќе има учебници. Од идната година веќе, кога масовно ќе го пуштиме во употреба, значи од 1 септември, новиот електронски дневник, односно надградената форма на електронскиот дневник, предвидено е училиштата преку нивните системи да ги поврзат сите документи кои што ќе им бидат потребни за да може да се запише ученикот. Искрено се надевам дека тој процес ќе успееме да го решиме за 1 година, затоа што всушност поврзувањето на електронскиот дневник со училиштата се уште во овој момент го тестираме. Очекувам учениците малку повеќе да се потрудат, а да престанат пристисоците од родителите. Одреден број наставници кои им се наоѓале на услуга на родителите исто ќе знаат дека на наставнички не може тоа да се прави, но огромен број од наставниците ја поздравуваат мерката затоа што ќе бидат растеретени од притисокот. Пораката е јасна, ако сакате добра оценка, мора да учите. Исплатени 177.533.000 денари кон 1636 лица за предадено јагне или јаре. Оваа мерка представува дел од континуираната поддршка на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство за развојот на сточарството во Македонија, велат од МЗШВ. Бројот на работниците во индустријата е намален за 4,3% во мај оваа година во однос на мај минатата година. Индексот на бројот на работниците во мај годинава во однос на мај 2024 изнесува 95,7. Индексот на бројот на работниците во индустријата во периодот јануари-мај 2025 во однос на периодот јануари-мај 2024 изнесува 95,9, објави Државниот завод за статистика. Ги градиме темелите на локалните самоуправи, доаѓа времето на Македонија, порача на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМНЕ. Само 1 година беше доволна да се покаже како треба да се работи кога се во прашање локалните самоуправи. 1 година јасна визија за тоа како треба да се постават темелите за квалитетни, урбани и модерни локални самоуправи. Додека во минатото, кога ова министерство беше користено за задоволување на коалициски желби, пополнување на дупките во буџетот на општините, кои ги краделе општините, и давање на поддршка само на градоначалници од редовите на СДС и ДУИ. Сега веќе не е така. Општините имаат партнер во владата и поддршка за реализација на проекти. Приоритетното предизборно ветување за 250 милиони евра за општините се реализираше за само неколку месеци. Во двата повика досега, спроведени од владата и ресорното министерство, беа спроведени над 1000 проекти во вредност над 20 милиарди денари капитални проекти за граѓаните. Се инвестира во делот на транспортот, животната средина, социјалната заштита, образованието, спортот и така натаму. Конечно се воведува ред и дисциплина. Се поддржуваат општините со финансиски средства, без разлика на тоа градоначалниците од која партиска, етничка или верска припадност припаѓаат. Новите законски измени воведуваат отчетност, транспарентност и дигитализираност на локалните самоуправи. Советите и градоначалниците се рамо до рамо со граѓаните и реагираат на нивните потреби и барања. Почитувани, нашите ветувања стануваат реализација. Ние не ветувавме чуда, туку работа.
Локалните самоуправи се директно поддржани и тоа нема да застане тука. За секој еден граѓанин, за секоја една општина. Ги градиме темелите на промените. Доаѓа времето на Македонија. Максим Димитриевски е најголемо разочарување, лажен патриот и привезок на Мицкоски, порака од денешната пресконференција на социјалдемократите. Максим Димитриевски е најголемото политичко разочарување и најголемата измама на политичката сцена во Македонија. Ветуваше независност и честност, а заврши како тројански конј, слеп извршител на политиките на ВМРО ДПМН. Небитен фактор и лажен патриот, целосно заглавен во невидена корупција и криминал. За само една година Димитриевски ги погази сите своји изборни ветувања. Неговиот лажен патриотизам излезе на виделина, се што кажа порече, се што вети излажа. Максим јавно се колнеше дека нема да прифати внесување на бугарите во Уставот без одложена примена. Пред 2 дена смени лента, се откажува од тој став. Сега веќе не е за одложена примена. Ветуваше борба за правда, а денес молчи пред корупцијата на коалицијските партнери од Влен. Ваква сервилност, почитувани граѓани, вакво коленичење пред Влен досега немало. Вистината е едноставна. Максим Димитриевски не е ништо друго, освен најобичен привезок на Христијан Мицковски и слуга на политиките на ВМРО ДПМН. Тој е безгласна буква во владината коалиција. Единствено способен за делење на функции и удобни фотели, без ниту единствен резултат, освен становите и парцелите од над 300.000 евра. Максим Димитриевски е прочитан од граѓаните и затоа ќе биде казнет токму од граѓаните. Македонија, граѓаните на државата, заслужуваат одговорни и честни луѓе, а не лажни патриоти кои за фотелја се откажуваат од се што ветиле. Нови ленти на граничниот премин Богородица се најавуваат за да се намалат гужвите во летниот период. Можеме да ставиме во функција најмалку уште 2 ленти за излез со реорганизација и можеме да ставиме во функција најмалку уште 1 лента за влез во делот на товарниот сообраќај, со што цениме дека првично ќе се подобрат условите компарирано со претходните години за транзитирање на нашите граѓани, како на патнички, така и на товарен сообраќај, а за виднина и како сме фокусирани на создавање на уште еден дополнителен дел, нешто слично на граничниот премин кој што го имаат грците, посебен за товарен сообраќај. Значи размислуваме во насока да товарниот сообраќај го трнеме во целост од моменталниот начин на функционирање на граничниот премин Богородица. Продолжуваме со спортот. Македонија дефинитивно резултатски потврли на ракометниот мундијал за младенци. Добивме многу квалитетни поединци, но и задача која во иднина треба да ја завршиме како треба, а не како мислиме дека треба. Светското првенство во ракомет за младенци заврши, а нашиот селектор Раде Стојановиќ како рекапитулар каже една реченица која доколку му посакуваме добро на македонскиот спорт и на македонската спортска иднина, треба веднаш да почнеме да ја применуваме. Од ова светско првенство да извлечеме поука, да ги согледаме грешките и истите да не ги повторуваме. Ова важи за сите спортови. Репрезентацијата на Данска е новиот светски првак до 21 година. Една Португалија освои сребро, а за прв пат Фарските острови освоија медал и тоа бронзен. Каде се младинците на Норвешка, Франција, Германија, Шпанија, Шведска и Исланд, кои спагаат во ракометни велесили кај сениорите? Меѓутоа, Македонија на овој мундијал потврли резултатски, затоа што ова што сега го одигравме беше очајно во споредба со она што нашите дечки го одигра лани на Европското првенство. А имавме многу потенцијал и квалитет. Добивме квалитет во имињата на Бели Стојановски, Калајджиевски, Субашевски, Караспанакис и пред се Димитар Узунчев. Меѓутоа факт е дека потврливме. Нашите голмани Галевски и Брестовац не беа на свој ниво.
нашата одбрана, како и да не постоеше, па поединци лесно ни дава и двоцифрен број на голови. Меѓутоа, не е се до играчите. Време за подготовки рече си и да немаше. Само неколку дена, што е недозволиво за учество на еден мундијал. Околу минутажите на играчите и нивните улоги во клубовите, веќе се е доволно кажано. Грешиме што упорно форсираме мали, ниски и пробивни играчи, а потоа во одбраната се лутиме што оние многу повисоките во редовите на противникот лесно ни даваат голови. Плюс, нашите момци се навикнати на македонскиот режим на судење, каде многу често им се прогледува низ прсти, па после на големите меѓународни надпревари судиите ни се криви што судат според правилата. Затоа подитно старите навики да ги прекинеме и да го правиме она што го прават другите. Да прекинеме да форсираме и правиме звезди од поединци само затоа што играат во Алкалоид или Вардар. Да прекинеме да промовираме селектори само затоа што се тренери во некој скопски клуб или се блиски со некој од федерацијата. Да го средиме календарот и на репрезентативците да има возможиме соодветни подготовки, бидејќи репрезентацијата е светост. Таа е на сите македонци, а не на поединци и поедини клубови. Утре сончево со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, температурата до 38 степени. Температурите ќе бидат во постепен пораст, особено од четврток до средината на наредната седмица, кога дневната температура на секаде ќе биде над 30, а наместа ќе надминува 40. Во недела, во попладневните и вечерните часови, ќе има услови за локална нестабилна облачност со пороен дожд и грмеши. Тоа беа содржините во дневникот, имајте убава вечер.